Благодарам колегата Алџафери. Почитувани пратеници, почитуван министр за внатрешни работи. Откако сте на власт, криминалот и корупцијата цвета. И наместо да се борите да почне да вене, напротив, вие уште повеќе го прехранувате и го налевате со вода. Затоа секојдневно се повеќе и повеќе цвета. И не само што цвета, пушта корења, се разгранува и зема се поголем замах. Околу 4 години колку што сте министр за внатрешни работи, Министерството за внатрешни работи секојдневно го тресат најразлични скандали. Искрено нема ден на да нема скандал. Еве, јас ќе дадам акцент на неколку скандали кои што се случија последниве неколку недели. Додека бевте опозиција, постојано, гласно и секојдневно не обвинувавте дека ние со казни го полниме буџетот. Сега, откако сте на власт, вие секојдневно изречувате се поголем број на прекршочни казни. Ова ќе го кажам како пример од местото од каде што доаѓам, од Крива Паланка, каде што, на пример, бројот на изречени казни во сообраќајот за 2018 година е 1200 прекршоци. Случајот, овие прекршочни казни за 2017 година изнесувале 650, додека 2016 бројот на прекршочни казни е 520. Ова се факти кои што ни покажуваат дека 2018 во однос на 2017 бројот на прекршочни казни е зголемен за 100%. Додека во однос на 2016 2,5 пати повеќе е зголемен бројот на изречени казни. И овие податоци може би се кријат од граѓаните на Крива Паланка, но бројките за самите жители на Крива Паланка не значат многу, бидејќи тие секојдневно го чувствуваат ова и револтот се повеќе и повеќе расте. Дали, почитуван министер, дали граѓаните прават сега, откако се ослободија од режим и живеат послободно и покомотно, прават повеќе прекршоци, или пак удривте од джебот на граѓаните? Кажете ми, кога бевте во право? Кога бевте во опозиција или сега? Или пак денеска имате некое друго објаснување? Ветивте нови униформи за младите полицајци. Ветивте униформа, чизми, опрема. Но, колку што имам информации, само дел од новите полицајци кои што го положија приправничкиот испит, добија решение за работа, и имам информација дека само еден дел од нив навистина добиле нови униформи, но не и сите. Најавивте дека се набавени околу 1200 нови униформи, но што е со нив? Дали сите полицајци конечно ќе добијат нова униформа, и ако добијат, кога може да ги очекуваат? Јавноста треба да знае дека дел од овие полицајци позаемуваат, а не ретко и купуваат делови од униформа, се со цел да може да изгледаат колку толку пристојно како полициски службени. Информациите кои што се достапни, споменав дека веќе најавивте дека имате направена набавка на нови униформи, но количината која што е набавена најверојатно не е целата поделена. Па затоа информациите со кои што јас се располагам зборуваат дека дел од овие униформи на еден чуден начин исчезнале од магазините на Министерството за внатрешни работи. Зашто се води внатрешна истрага во рамките на Министерството за внатрешни работи? Дали ова е вистина? Дали навистина униформите исчезнале од магазините на Министерството за внатрешни работи? Ако не е вистина, тогаш изјавата дека се набавиле нови униформи најверојатно е манипулација пред
полициските службеници. Кога споменав дека има голем број на скандали, реков ќе дадам акцент на последните 2 недели, и тука во јавноста излегува, на порталите прочитавме дека командирот на полициска станица Крива Паланка има правосилна пресуда, која што е потврдена и од апелациониот суд, каде што е обвинет за несовесно работење во службата. Како може лице кое е осудено да добие унапредување во службата, кога според постоечките позитивни законски прописи тоа не е дозволено? Исто така, како може лице кое што не поседува безбедносен сертификат, кој впрочем и не може да го добие поради пресудата, како може истото лице да има дополнителни овластувања, да раководи со полициска станица во која што се примаат, изготвуваат класифицирани податоци? Што ќе превземете со овој случај? Исто така, пред една недела имаше еден скандал со кражба на огромно дрво во општина Ранковце, каде што во овој случај се инволвирани 2 високи функционери од власта. Беше колку шумската полиција имаше запленето противправен транспорт на дрва и колку што знам е конфискувана приколката која што е во сопственост на една институција под општината. Исто така и дрвата се конфискувани, но во јавност излегува информации дека оваа истрага затаила во Министерството за внатрешни работи. Бидејќи станува збор за актуелни функционери, вие треба лично да интервенирате, да се заложите правдата да излезе на виделина. И секако оние кои што постапиле спротивно на закон, треба соодветно и да одговараат. 4 години, како што кажав, сте министер за внатрешни работи, а досега граѓаните освен скандали не видува ниту една позитивна реформа која што е воведена. Освен тоа што почувствуваа незаконски смени, за кои што ниту пак слушнавме кои се причините и законските основи, освен тоа, знаеме дека беа направени по брза постапка. Дали ќе имате доблест да повикате Државен завод за ревизија и управен инспекторат, се со цел да ги проверат сите овие решенија кои што ги доделивте за прераспределба во Министерството за внатрешни работи? И што ако се утврди противзаконско прераспределување, дали сте спремен да сносите одговорност? Почитувам министер, дека граѓаните на вистина не се чувствуваат безбедни, сигурна сум дека знаете самиот. Не се чувствуваат безбедно во секојдневниот живот, на своите работни места, во своите домови. И колку и да излегувате на пресови и да давате соопштенија, ова е факт. Граѓаните не се чувствуваат безбедни во сопствената држава. Ветувавте помали казни, ветувавте дека средствата од буџетот ќе одат само и само за граѓаните, а сега имаме една друга реалност, а тоа е дека токму од джебот на граѓаните се повеќе и повеќе го полните буџетот. Што ќе превземете за да ја вратите довербата на граѓаните во Министерството за внатрешни работи? За овие 4 години, за жал, не видовме ништо. И може би денес оваа интерпелација немаше да биде на дневен ред доколку беше поинаку. Но сите скандали кои што се случија досега говорат и посочуваат кон тоа дека како министер имате морална одговорност да се дадете оставка. Како ќе постапите, вие си знаете. Но да барате од пратениците да размислат за оваа интерпелација, дури звучи не само арогантно, туку звучеше и заканувачки. Ова е демократски чин и така и треба да се однесуваме. Имаме целосно право да се сомневаме во вашата работа и имаме целосно демократско право да поднесеме интерпелација. Може би треба да се запрашате самиот дали е време вие да поднесете оставка, затоа што нашиот став е јасен. Време е министерот за внатрешни работи да се повлече од оваа функција. Благодарам.